Го поддржавме предлогот на синдикатите за зголемување на минималната плата, 18.000 денари нето плата. Да се надоврзам на колешката, како е дојдено до таа пресметка. Мислам дека ние сега веќе не зборуваме за оваа минимална плата за да обезбедиме достоинствен живот на работниците. Ние зборуваме за пристоен живот, бидејќи ако минималната синдикална кошничка е 35.000 денари месечно, тоа значи дека со две минимални плати, кои сега се 15.200, едно 4-члено семејство не може да ги обезбеди ни минималните услови за живот. А ние и во Устав сме декларирани како социјална држава. Значи, настрана нашите лични убедувања, како партиски, како Зелена партија, дека поддржуваме социјална правда и така натаму, значи, навистина е непристојно да 110.000 граѓани, работници, кои секојдневно 40 часа работна недела имаат, и на крајот од месецот добиваат плата 15.200 денари, со кои тие не можат едноставно минималните услови за живот да ги обезбедат. Така што мислам дека воопшто не е за дебата тоа, дека не се некои суми, дека минималната плата ќе биде не знам колку висока, па дека не е возможно да се издржи. Апсолутно не се согласувам со тоа. Ваква слична дебата имавме и 2017, кога се зголеми минималната плата, за 12.000 тогаш зборувавме, 25% беше зголемувањето, и истите коментари ги добивавме, дека ќе останат многу работници без работа, дека фирмите тоа не можат да го издржат и така натаму. Тоа не се случи и има и една студија минатата година спроведена, која што точно вели дека тоа зголемување на минималната плата за 25% не само што е во интерес на работниците, туку довело и до зголемување на продуктивноста. Оти многу често и тоа го слушам како теза. Продуктивноста, се согласувам, тоа е теза за дебата, но анализите велат дека се зголемила продуктивноста. Зошто? Што е многу логично, затоа што работниците биле мотивирани да работат, затоа што сите сме ние во улога на работници, нели? Ако вие одите на работа, работите 8 часа и при тоа не можете да си ги обезбедите основните услови за живот на вашето семејство, нормално е дека нема да бидете мотивирани. Имаше голема и продуктивноста полемика ќе биде помала. Значи анализата, истражувањето тоа го покажува. Имаше полемика нели околу тоа истражување. На фирмите е веќе друга тема, значи таа останала на исто ниво затоа што покачувањето нели на платата се компензирало со профитот. Сега кога зборуваме за покачување на минимална плата, со која луѓето ќе можат пристојно, пак ќе кажам недостоинствено, пристојно да живеат, луѓе кои што работат, и тоа знаеме во кои индустрии, текстилна, кожарска, чевларска, тие се најмногу што се минимални плати и така натаму во тешки услови. Да не зборувам колку имаше, само да се потсетиме во ковид кризата, текстилните работнички, јас посебно сум тука засегната затоа што пак и минимална плата и најголем број се жени кои што работат во овие трудово интензивни дејности, така што и од тој аспект треба да го гледаме ова прашање, не само од економски, туку и од аспект на родова еднаквост. И сега нешто што добро треба да се направи, заради дневна политика ќе биде засенето, затоа што еве што станува со платите во јавната администрација, и пак ќе кажам, контрадикторно е тоа, не можеме ние двојни аршини. Сега, кога станува збор за покачување минимална плата, ниска била продуктивноста, не можеле да се покачат минималните плати. А кога станува збор за јавниот сектор, тогаш ќе зборуваме дека добра е продуктивноста да се покачат платите. Не беше ништо, ги изместите дискусијата, извинете. Ама така ви беа тезите. Не беа. За образование ви кажав, апсолутно недостојно е професорите да имаат толку ниски плати. Јас сум задоволна што работниците ќе имаат повисока минимална плата, тоа беше целта која сакавме да ја постигнеме. Мислам дека тука нашле компромис со работодавачите, владата и синдикатите. Драго ми е дека сите се задоволни на крајот од исходот, барем вака како што слушнавме во објавите, и дека нето платите ќе одат на терет на работодавачите, а само во делот на придонесите ќе интервенира државата, што мислам дека по некои пресметки е некаде околу 1400 денари по работник месечно.
и веројатно тоа бил компромисот за на крајот сите да бидат задоволни. Она што ми дава, да речам, еве за право да поддржам ваковот, и за мене и тоа беше прашање дискутабилно, колку државата треба да субвенционира, да не заборавиме дека и во овие 2 години во тек на ковид кризата навистина многу беше помогнато стопанството, се разбира, така и треба, затоа и тоа се правеше, затоа што беше ковид криза и тоа е неспорно. Но мислам дека е ова, еве да кажем, едно навистина добро компромисно решение, особено затоа што се однесува еве на микро, мали предпријатија кои навистина реално имаат и можеби вистински проблем да обезбедат покачување на овие минимални плати, за разлика од ова што збореше Деспотовски, еве во овие големи странски компании кои што еве профитабилно работат и можат да обезбедат и повисоки плати од колку ова минималната.